Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме модри патлиџани со пармезан. Ова е италијански класичен рецепт кој потекнува од северниот дел на Италија и е исклучително едноставен за подготовка. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 3 големи модри патлиџани, 50 грама пармезан, 1 литар доматен сос, 3 чешниња лук, босилек за гарнир, сол и бивер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано грил тава и Делимано тава за рерна. Земете 3 големи модри патлиџани и по должина исечете ги на парчиња со дебелина од околу 1 см. А прво одсечете ги краевите. Следно, ставете ги сите парчиња во тава и покрите ги со маслиново масло, сол и бивер. Модрите патлиџани се како сунѓер и можат да впијат неверојатна количина течност, но покрите ги доволно за подоцна да можат да се пржат и да добијат боја. Загрејте ја грил тавата на висока температура. Во неа ставете 3 или 4 парчиња и пржете ги додека да омекнат и да добијат убава боја. Ваквата подготовка на модрите патлиџани пред да ги ставиме во рерна енормно го подобрува вкусот на готовото јадење и му дава прекрасна боја и текстура. Потребно е доста време за да се испржат 3 цели модри патлиџани. За тоа да го направите правилно, ќе ви требаат околу 30 минути. Ставете неколку истолчени чешниња лук да се загреваат во тава со масло и дозволете му на маслото да го поприми вкусот на лукот. Потоа ставете го доматниот сос и оставете ги да крчкаат на тиво кога неколку минути и на крај извадете ги чешнињата лук. Земете ја Делимано тавата за рерна и време е да го редиме рецептот. На дното од тавата наредете ги парчињата модър патлиџан. Врз нив ставете обилна количина рендан пармезан или пекорино. Повторете ја постапката уште еднаш. А потоа уште еднаш и прелите со доматниот сос, а на крај ставете уште еден слој пармезан за рецептот да биде екстравагантен и да добие убава кора од сирење. Печете во рерна на температура од 160 степени 30 минути. Кога ќе го извадите јадењето од рерна, оставете го кратко да отстои и сервирајте го со лев со убава корка и исечкан свеж босилек како гарнир. Убавината на овој рецепт е во тоа што има силен вкус, но многу е здрав и содржи малку јаглени хидрати, што значи дека можете да изедете голема порција, а потоа да не бидете поспани. Овде лебот е одличен прилог. Или можете врз јадењето да ставите презла пред печењето. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!